2022 година полека не одминува. Доаѓа новата 2023 година. Моментално се наоѓаме во Мексико, одморалишто Канкун, на вистина едно прекрасно место за одмор. Докако дојдовме до овде, да направиме едно кратко резиме на 2022 година. Се започна со припремите за Мистер Олимпија Аматер, кои што беа во Букурешт. Прва цел ни беше таа. Почнавме од јануар месец 2022 година, заедно со Мауро Саси, Лепомир Бакич и мојот тренер од детството, Пако од Неготин. Тоа беа тешки, исцрпувачки, мркотрпни и навистина машки треба да се издржат сите тие припреми за тие големи отпреварувања. Одевме чекор по чекор, цел по цел. Првата цел ни беше Мистер Олимпија Аматер во Букурешт, втората цел ни беше Europe Master Pro, квалификации за про такмичење, и трета и најглавната цел, нормално, Мистер Олимпија во Лас Вегас. Заедно со мојот тренинг партнер, Зоран Милошевски, кој што, брат, од срце те поздравувам во ова место. Навистина секојдневно, по 2 пати во ден трениравме, секој ден во 6 часот наутро, секој попладне во 6 часот навечер. Благодарение на него не можев и не си дозволив ни еден тренинг да пропуштам. Се беше пропишано од Мауро Саси, заедно со Бакич, кои што напорно работеа на нас. Нашето прво надпреварување беше во Букурешт. Дојде и тој ден, излеговме и на таа голема бина. Верувајте дека сонував за да освоам некогаш медал од Мистер Олимпија. Кога одевме на Мистер Олимпија последните 2 години, сите оние кога ќе освоја медал, навистина кога ги гледав и се прашував дали некога ќе имам тој медал на себе. И дојде тој ден, дојде тој момент да се искачам на таа бина и да влезам во топ 5. Емоциите беа навистина што не може да се опишат со збор. Јас на бина, срцето ми трепери силно, Габриела со публиката, заедно со мојот брат Трајче од Струмица. Габриела плаче на цел глас, знаеше колку го сакам тој медал, знаеше колку работевме напорно сето тоа. Се симнав од бина со медалот на мене, само силно се гуштавме и ништо не зборувавме. Двајцата знаевме што значи сето тоа за нас. Двајцата знаевме со поглед си покажеме колку ни значи сето тоа. И навистина сум горд што го освоив тоа. Навистина сум горд што ја имам Габи покрај мене во тие моменти. Навистина сум горд што Трајче беше до мене да ме гуште силно, да ми честита. Навистина сум горд на сите вас кои што искрено од срце и од душа ни честитавте за сите наши успеси. Тоа се наши успеси, успеси на Македонија, успеси на моето семејство, успеси на моите деца, успеси на мојата мајка, успеси на мојата сестра, успеси на сите. Навистина сум горд што конечно тој толку посакува медал од Мистер Олимпија го имав на мене. Продолживме понатаму со припремите, заедно со моите двајца браќа, Зоран Милошевски и Трајче Стојанов. Заедно со Габи отидевме во Рим на Мистер Олимпија на Euro Masters квалификации за прв такмичење. Таму мојот тренер и мојот долгогодишен пријател Љубивој Бакич успеа да се закити со про титула. Успеав ја да влезам во финале да земам 4-то место. Успеа Трајче да влезе во финале да земе 5-то место. Успеа Зоран да влезе во финале да се закити со медал. И навистина бев горд на самиот себе и на сите нив. Успеа Габи да земе 2 медали, кои што навистина сум горд, прегорд, што имам како жена и што имам секогаш покрај мене во сите моменти. Завршивме таму, се вративме среќни, бевме на приемки председателот
Добивме многу честитки од искрени пријатели кои што искрено и добро не мислат. А ги има многу и секогаш ќе ги има. И сите тие, и сите вие ми давате сила за нормално да продолжиме таму кај што сме. Дојдовме во Лас Вегас. Навистина, чувството да бидиш покрај сите тие, Биг Реми, Хади Чопар, Лила Брада, сите оние познати и непознати билдери од целиот свет, сите оние тренери од целиот свет, да бидиш покрај нив, да вежбаш во Драгон Джим заедно со нив. Тоа е чувство што само може да се опише, тоа е чувство што само може да се доживее. И посакувам на сите од вас кои што го гледате ова видео, сите млади кои што копнеете, посакувате, живеете, гледате го спортот како нешто многу повеќе. Спортот гледате го како нешто ваше едно големо достигнување што ќе биде во текот на животот. Не само да направиме мускули, туку да направиме нешто многу повеќе од нас. Да направиме личност која што ќе биде силна, ценета, богата, јака, која што ќе биде почитувана навсекаде во светот. Тоа е убавината на овој спорт. Мускулите не се нешто што се ствараат и што лесно може да се изгуба. Но се друго може да остане позади нас. Сето оно постигнување, сето оно пријателство, сето оно дружење, сето останува позади нас. И гледате го спортот како таков. Не го гледате само како нешто да излеземе на една бина, да направиме мускули, да излеземе на плажа и да демонстрираме нека убавина и нешто на нашето тело. Не. Бодибилдингот, фитнесот е начин на живот многу повеќе од тоа. И секогаш гледате ги подалечните стази. Не гледате кратко пред вас. Ја копнев уште како мал да бидам на Мистер Олимпија. Посакував да бидам на таа бина, посакував да ги запознам сите тие. И еве денес сум бренд амбасадор на Кевин Леврон, добар пријател со Джей Катлер, со Биг Реми, со Хади Чопар и да не набројувам многу други. Тренирав во Gold Gym, теренаната кај што почнал да вежба, да тренира и се уште тренира еден од најпознатите татковците на бодибилдингот, Арнолд Шварценегер. Тренирав со Чарлс Глас, еден од најдобрите моментално тренери во светот, човек кој што има 76-7 години. Тренирав заедно со Роби Робинсон, човек кој што е познат како Црниот принц, кој што пред повеќе од 40-50 години се такмичал на Мистер Олимпија, ноќ шампион и многу други познати такмичари. Тоа е богатството на ова што го работим. Успеав на Мистер Олимпија во Лас Вегас да влезам во топ 10. Значи, 2 пати ме ставаа во втората група и 2 пати не споредуваа за од 6 до 12 место. Тоа беше мојот најголем успех до сега што го направив. Знаејќи дека имаше 48 такмичари на ова такмичење, да влезеш во тие топ 12 навистина е нешто што секој го посакува. Нормално сите посакуваме медал, и сите посакуваме да видиме во топ 6, во топ 5, но некогаш бидејќи на сите други надпреварувања мастерс категориите се делат на 35, 40, 45, 50 години. Овде има само една категорија од 35 години па нагоре. И сега јас со моите 44 години се надпреварувам со луѓе кои што се помлади од мене 10, 7, 8, 9 години. Не ме плаши ништо тоа, сепак сум горд на сето она што го постигнав и навистина успехот е преголем. Како за мене, така за моето семејство, така и за нашата Македонија. Кој што ја сакам премногу, кој што ја секаде со македонското знаме гордо го веам. И секаде гордо ја представувам. И секаде гордо кажувам дека сум од Македонија. Многу од овие познати билдери кога ќе му кажа Македонија, не знаат каде е тоа. Едноставно мораме да објаснуваме дека ние сме Европа, дека ние сме Балкан, но сепак јас сум горд на нашата мала, но преубава, силна, моćна, стара библиска земја Македонија. И сега, еве на овде во Канкун, Мексико. Заслужен одмор, после се она што го направивме оваа година. Сакам уште еднаш од овде да ви заблагодарам на сите вас кои што бевте заедно со нас цела оваа година. А знам дека ќе видиме и наредната година заедно, и наредниве и години. Посакувам како мене што ми се остварува сонот, кој што го сонував како мал, кој што копнеев како мал. На сите вас кои што гледате ова видео, бајте соништо без разлика какви и да се, без разлика што и да се, без разлика дали од спорт, музика, било што од животот, да ви се исполнат, да станат реалност, да бидете среќни. Бидејќи животот е краток и да го живееме секој ден како што сакаме ние, како што можеме ние. Никој не знаеме што да чека утре, после 3 дена, после 5, после 10, после месец ден. Затоа да бидеме исполнети, среќни
да шириме позитивна енергија, да имаме позитивна мисла, вичи каква не е мислата, таков не е животот. Сите ние копнееме, живееме, сонуваме, сакаме. И само така можеме да успееме. Да се го чуваме прво на светото нешто што го имаме. Тоа не е семејството и државата, а потоа се друго околу нас. Бидете ви поздравени во Мексико. Се гледаме наскоро во Македонија и продолжуваме уште посилно, помотивирано и по нови успеси. Народот е тој што ни ја дава енергијата и народот е тој кој што ја црпиме енергијата. Се друго е само ветер и ватра. Поздрав!